Благодарам, колега. Почитувани, веднаш на почетокот ќе кажам дека на 19 октомври на тој црн петок за Македонија јас гласав против отварањето на оваа амандманска расправа. Гласав против затоа што ја почитува волјата како на тие што ме избрале да бидам нивен представник овде во Собранието на Република Македонија, така и на двотретинското мнозинство од народот кој по пат на пасивен отпор одби да учествува во оваа наместена игра и преку масовна абстиненција успешно му се спротистави на овој капитулански и самоуништувачки договор за Република Македонија. Затоа ќе кажам дека и покрај волјата на народот денес продолжува беззаконието во Собранието на Република Македонија. Денес се менува најзначајното, најважното, најсветото нешто за една држава, а тоа е Уставот. Се менува и покрај јасно изразената волја на граѓаните на Република Македонија, изразена преку референдум. Во текстот пред нацрт амандманите предлагачот, тоест владата, го навел следново. Овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на влегувањето во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 и за воспоставување на стратешко партнерство помеѓу страните и ратификација на протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Истото ова беше тврдено и во текот на целиот процес, односно дека амандманите нема да стапат на сила ако договорот, односно спогодбата од Преспа, не биде ратификуван и не влезе на сила и во Република Грција. Но владата како предлагач нема предложено ниту еден нацрт амандман во кој ќе биде содржана оваа гаранција. Нема уставна гаранција во случај Грција да не ги исполни обврските содржани во договорот. Мене ова и не ме чуди, бидејќи сегашниот премиер на Република Македонија на 16 мај 2017 година потпиша гаранција и даде изјава под полна кривична одговорност дека ќе ги штити унитарноста и суверенитетот на Република Македонија. За денес, после 18 месеци, да сме сведоци дека оваа гаранција не важи. Како тогаш да бидеме сигурни и да веруваме во нешто што го кажал нашиот премиер? Која гаранција ја имаме сега? Исто како што немаме никаква гаранција дека Грција нема да го искористи своето право на вето. Може би за 5, 10 или 15 години, во процесот на преговорите на Македонија за влез во Европската Унија, Грција секогаш која ќе смета дека во нешто сме погрешиле и покрај сите напори, и покрај исполнувањето на сите услови, ќе може да го искористи своето право на вето. Со амандманот 34, кој е денес на дневен ред, во преамбулата на Уставот на Република Македонија зборовите одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. Понатаму, по зборот година се додаваат зборовите и на Охридскиот рамковен договор, а се бришат зборовите одлучија да. Со овој амандман владата ги бриша одлуките на АСНОМ како конститутивни акти во процесот на создавањето на Република Македонија како држава и на нивно место се вметнува прогласот од првото заседание на АСНОМ и Охридскиот рамковен договор. Прогласот ниту имал, ниту може да има конститутивна важност за државата. Прогласот е само известување дека е одржано првото заседание на АСНОМ. Прогласот не ги содржи 9 историски одлуки на АСНОМ, од кои 4 одлуки имаат државотворно значење за Република Македонија. Бришењето на одлуките од АСНОМ е досега најголемото понижување која некоја власт им го приредила на сопствениот народ и на сопствената држава. Бришењето на одлуките на АСНОМ е само за задоволување на барањата на грците, кое Грција го има испорачано уште до Обединетите нации во 1993 година, со објаснување дека АСНОМ е за нив неприфатлив иридентизам.
Уште тогаш ваквиот предлог е одбиен од тогашниот претседател Киро Глигоров и премиер Никола Клюсев, како од нив, така и од сите досегашни претседатели и премиери. А знаете ли зошто, колеги? Затоа што сите досегашни претседатели и премиери знаеа дека тоа е национална катастрофа, национално предавство, но за жал на некој денес тоа не му е проблем. Граѓаните на Република Македонија мора да знаат дека со овој нацрт амандман се брише значењето на второто и третото заседание на АСНО, бидејќи со овој амандман се потенцира важноста само на прогласот од првото заседание на АСНО, што воедно представува бришење на историјата на Република Македонија и промена на историските факти по мерка на некој друг, односно по мерка на нашиот јужен сосед. Додека од една страна ги чествуват дејците и борците од народно-ослободителната борба, во исто време, овде во Собранието на Република Македонија, го бришете АСНО и сето тоа за кое тие ги положиле своите млади животи. Се брише вековниот сон и идеалите на многу македонци, кои животот го дале за денешна Македонија. Лицемерие до бескрај. Јас нема да бидам лицемерна, туку ќе си останам доследна на тоа што сум го кажала. И ќе испочитувам волјата на моите сограѓани кои јасно кажаа дека се против промената на уставното име. Ако Илинденското востание беше идеологијата и зачетокот на идејата за самостојна Македонија, за македонска државност, токму АСНОМ беше потврдата за македонската државност. А потврдата за државност не е прогласот. Прогласот не е правен акт. Прогласот е само писмено известување. Тоа го знаеле борците од народно-ослободителната борба и членовите на АСНОМ и преку проглас го известиле народот за својата работа во тоа собрание. А тоа добро го знаете и вие, колеги од парламентарното мнозинство. Ова што го прави ова влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, е најголемото понижување која некоја власт и го приредила на сопствената држава и сопствениот народ. Ова е рушењето на темелите на македонската држава. Затоа и не излегоа граѓаните на овој референдум. Неизлевањето покажа дека сме народ со достоинство, но повторно, преку погазување на уставот и на законите, успеавте сето тоа да го поништите и повторно да го понижите целиот македонски народ во очите на сите. И последното она што се менува со овој нацрт амандман е бришењето на зборовите одлучија да. Ова значи целосна негација на македонската држава. Целта е повторно да се прикаже дека се конституира нова држава, Република Северна Македонија, од денот на усвојувањето на оваа преамбула и на овие амандмани. Но ништо не треба да не чуди кога Зоран Заев е во прашање. Смени историја, прифати двојазичност, сега го менува името на државата. Се она за кое велеше дека е само во главите на ВМРО-вците, сето тоа го направи Зоран Заев со ваша помош, колеги пратеници. Зборуваме денес за идентитет, историја, националност, име на држава. Тоа се свети работи, за кои никој, ама баш никој нема право да преговара. Со изгласувањето на овие амандмани, освен правото по дома, да се нарекуваме македонци, правото на нашето самоопределување ќе биде максимално ограничено, а во повеќе случаи и целосно укинето. Не можеле да ни го одземат и тоа приватно право да се нарекуваме македонци, затоа што, како што грчките власти изјавија, не освоиле со војна. А како не освоја, вие тоа најдобро го знаете. Предлагач на овие нацрт амандмани е премиерот Зоран Заев, кој пред да дојде на власт кажа дека додека го диши овој македонски воздух и додека го држи памет дека неговите предци и деца се родени овде во Македонија, до промена на името не може да дојде. И дека не постои роден човек што е подготвен да излезе пред парламентот и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Истиот Зоран Заев појавно кажуваше на предизборен митинг дека одличен устав имаме, европски устав, нема да дозволам никој да го смени, уставот ќе се почитува, уставот ќе се спроведува, нема менување на уставот, бидете спокојни. Ова се зборови на премиерот Зоран Заев, човекот
кој пред целата македонска јавност се колнеше во својата македонштина. Ова се негови зборови и јас се слагам со него до тука. Но прашањето е што се случи за овие 18 месеци? Која е цената за тоа? Достоинството и идентитетот на Македонија немаат цена. Македонија нема цена. Во едно од своите излагања премиерот од говорница ни зборуваше за транспарентноста и одговорност за транспарентниот процес кој го воделе од почетокот на преговорите со Грција. Иако не е тука, би му порачала. Не е транспарентно ако од почетокот започнавте со водење на тајни преговори, без консултирање на опозиција, без стручната јавност во Македонија, без дебати и така натаму. Тоа не е ниту транспарентен, ниту одговорен процес. Нема тука ништо транспарентно, ниту пак одговорно. Токму целата затвореност на овој процес доведоа до носење на овој штетен договор за Република Македонија. И за крај, само уште еднаш, ќе ги повикам сите колеги кои дадоа зелено светло да отпочне оваа амандманска расправа за уставните измени, добро да размислат, бидејќи и самите добро знаат дека немат ниту легитимитет од народот, ниту имаат право да одлучуваат за сегашните и идни генерации кои живеат и ќе живеат во Република Македонија. Добро размислете, затоа што по завршувањето на втората и третата фаза Република Македонија, како таква што ја познаваме, како таква што ја имаме добиена од нашите предци, веќе нема да постои. Ви благодарам.